Го следите најновото издание на емисијата Кирилица. Денеска мој соговорник е Валентин Соклевски. Истакнат македонски текстописец, етнолог и кореограф, кој на македонската уметничка сцена има поставено голем број на кореографии кои се однесуваат на македонското фолклорно богатство, но исто така и доста негови текстови се ставени на носач на звук. Следете го разговорот. Боричкајќи по домашната библиотека, ја најдов книгата насловена Белчо Црниот, чиј автор сте токму вие. Да. И на крајот, значи на самата корица, е напишано во невообичаено како на времето што беше, ги менувам сите возрастни сни за еден детски сон. Да. Дали ќе може да се вратите токму на вашето детство и причината поради која сте го напишале ова нешто? И вака добро многу звучи. По таа книга јас долго време немам во рацете, иако дома имам голем број на примероци. Ова книга е објавена во 1998 година и фактички беше моја прва книга. И јас немам многу книги објавено, меѓутоа ова ми е особено драга, мила книга. И се сеќавам тогаш кога размислувавме на корицата што да ставиме. Обично кориците се некако административно, бирократски уредени и така натаму, меѓутоа пошто е посветена на деца и натре се претежно љубовни песнички, сакав да им оставам порака на дечината. И затоа во тој момент така ми текна таа реченица, ги менувам сите возрастни сни за еден. Тогаш имав во варијанта обичен детски сон. Ако детскиот сон може да биде обичен. Значи, сова сакав да им оставам порака на тие што ќе читаат книгата, дека на таа возраст кај што се во детството е најубаво. По мене најубаво е во детството, тогаш сите сни се прекрасни. Нема ни едно дете што мисли лошо, нема ни едно дете што сонува лошо. Сите деца сонуваат за убави работи, имаат желби за убави работи. Меѓутоа, за жал, со времето, соништата ни се менуваат, некогаш ќе се претворат во кошмари, што велиме и така натаму. И затоа јас ги менувам сите возрастни сни за еден обичен детски сон, кога сонува во куќата во Генимале за прекрасни работи. Кога ќе се спомене вашето име, нели претходно и сработувавме неколку пати заедно, првото нешто што ми текнува, како би ве опишала, како конгломерат од повеќе професии, човек кој што може би го има одговорот на секое поставено прашање. Не. Ми делувавте како, ми делувате се уште нормално, како енциклопедија. Од каде тој порив за учење? Па не знам. Од родителите. Може би генетски е. Кога бев мал, од мал секогаш ми велеа дома мора да учиш, синко, мора да научиш нешто, мора да изучиш, да бидиш нешто, да си имаш диплома, да си имаш одредена професија. И во тоа мое барање на професијата и така натаму јас патував низ многу области. Може би затоа и така ви делувам. Пример еден ќе ви кажам. Гимназија учев во гимназијата Јосип Броз Тито. Ние како што се велиме во горната гимназија. И тогаш имав желба да станам доктор, лекар. И се определив на хемиско-биолошки смер. И завршив средно гимназија како хемиско-биолошки техничар, мислам дека е. Пробав да се запишам на медицина, меѓутоа не успеав. И во тој младешки, како да речам, занес, тогаш едноставно немав решено што да бидам. И покрај тоа што се занимавав со фолклор веќе подолг период, меѓутоа немаше таков адекватен факултет во тој период во Република Македонија.
и се запишав на Машински факултет во Битола. Со оглед на тоа што математиката ми одеше и мислев дека нема да има проблем. И меѓутоа кога го почнав факултетот, таму сватив дека фактички не сум јас за машински инженер. Меѓутоа, ваму кај што бев во гимназијата за хемиско-биолошки техничар, стекнав одредени сознанија од таа сфера. Кога се запишав на Машински овде, стекнав многу податоци, благодарејќи нормално на професорите, од областа на математиката, техниката, и таму станав рационален. Се знае во математиката 1 и 1 се 2. И така натаму. Таму добив таа некоја рационалност. И завршив виша машинска школа, што велевме на времето, виша машинска школа, татко ми вели ти си погонски руски инженер. Во тој период доручев, татко ми велеше, абе земи си некоја ушедно нешто, имаше тога стопанско овде, оди вели, пошто татко ми е водоинсталатор. И ми рече, зашто не си земиш една, секако учиш машинство, види и со водоинсталатор земи си една диплома. Добро му, ама и отидов таму на некој имаше семинари ово, и добив диплома за високо квалификован водоинсталатор. Кога се отвори факултетот за етнологија во Скопје, научив и се запишав, пошто работев, се запишав вонредно. И го завршив тој факултет за етнологија. Подоцна, пред 5 години, научив дека на факултетот за етнокорологија во Штип се отворат магистерски студии. Се запишав и таму. И таму магистрирав, значи магистрирав на етнокорологија. Значи сега во цел овој конгломерат јас имам диплома на хемиско-биолошки техничар, на високо квалификуван водоинсталатор, имам диплома од виш машински инженер, имам диплома од етнолог и магистратура од етнокорологија. Сега кога ви делува збир на многу голем број на сознанија, вистина има голем број на... Имам дипломи кај сакате може да работам. Патем, измеѓу бев, како да речам, од 1988 до 90 бев председател на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија општинска конференција Битола. И тоа професионален функционер, така беше во тој период. Јас бев последниот професионален функционер во младинската организација во Битола и добив сознание, да речеме, од таа област, од политиката и од младинското движење, од работните акции и од цел тој материјал кој што го третираше младинската организација, реализација, продукција и така натаму. Потоа се вработив во Кутилинден, потоа бев 8 години советник во општина Битола од 96 до 2004, мислам. Така да се собраа голем број на сознанија од различни теми и делови од живот и така натаму, и можеби затоа така ви делува. Дека имам сознание од се. Меѓутоа, јас лично мислам дека има една поговорка, сега знам дека ништо не знам. Јас лично мислам дека човек треба да учи секојдневно и може да научи од секого. Доколку сака да учи. Мора да учи заради тоа што времето си врви, како да речем, времината се менуваат, за да се снајди човека и за да биде комотен мора да чита, да учи и така натаму. Автор сте на преку 200 музички текстови за народни, забавни и детски песни. Ако последното беше работата на текстовите од Македонско девојче, ако да. Со Каролина Гочева. Да. Заедно работевте со Весна Малинова како текстописти на тоа. Да. Со Николче, претежно. Но ако се навратиме назад, може да се каже дека во Битола и ги напишавте едни од најубавите текстови. Добро, напишав текстови. Публиката ќе каже дали се убави. Тука ќе се навратам повторно на Белчо Црниот, репрезентативна детска песна, од моето време кога јас бев се уште дете. Да. Од каде дојде тој порив да се пишува токму текстови за музика? Од еден аспект, така малку комплексен процес, интересен во секој случај, соработка со значајни музички имиња од нашата музичка сцена. И оставивте зад вас и ќе оставате допрва уште репрезентативни текстови. Па вака, јас имав, ова е клише можеби, меѓутоа од мал имав желба да пишувам. Меѓутоа, јас бев задоен со таа народна поезија. Најповеќе ги сакав народните песни. Да речеме,
така и порасна во Кутилинден од Битола, дома се пееа песни народни. И јас се задоив со тој тип на поезија. Се не можам да речам поезија, ама еве ќе речам народна поезија, народна песна и така натаму. Така да и мојот стил е таков, лесен, со пораки. Кратки строфи, во 2-3 строфи да се даде пораката и така натаму. Значи секоја песна да си има порака. И кога пробав во младешките денови, кога пробав во одредени здруженија литературни и така натаму, мојот стил им беше едноставен. Како да речам, во однос на пример, да речам стилот, како да кажам, мене ми е близок стилот на Блаже Коневски, јас го сакам да речем, најповеќе. На Кочо Рацин. Задоен сум со... Јасно во изразот да, и певливост. Јасно, гласно и може да биде опеано и близко до народното. За разлика од тој стил, не ми беа толку блиски стиловите на модерната македонска поезија од тој период, да речем, од 80-тите, 70-тите и така натаму. И кога оде во одредени литературни дружини, тие пишуваа на модерен начин, како да речем. Мене ми беше тоа страно, иако го почитувам секој стил и мислам дека за секој има место, за секој има надеж да се истакни во се, доколку е квалитет. И пошто јас се определив за тој тип на пишување, на едноставни, некој би рекол, лесни жанрови, прво пробав да пишувам кога бев во основно оделение, меѓутоа не ми ги објавуваа во школскиот дневник, во школскиот весник, заради тоа што најверојатно беа преедноставни. Во тој период луѓето бараја помодерни, поабстрактни текстови, поезија и така натаму. Потоа, кога ќе им кажев на другарите дека еве сакам да пишувам во младешките денови, дури еден познат музичар од една група битолска, не е ни битно, другарите на една така седенка му кажеа дека Валентин пишува текстови. И тие се насмеја. Знаете, тешко беше во тој период да се пробие човек и така натаму. И дури се насмеја со мене и ми рекоја, тој познат музичар ми рече, ти чим пишуваш ќе стигнеш до Белград. Демек во тоа време Белград беше како престолнина на Југославија и поп-музиката, центар на се, да речеме, на културата. И јас добро, во ред, не го сваќав тоа како нешто критика и така натаму. Си бев упорен во тоа што си го пишував, имав храброст на сите да им кажам дека пишувам, не се срамев од критиката и си терав тоа што мислев, си го терав без никој да го повредам, ако успеам, арно, ако не, никому ништо. И на тој начин, прво, успеав да објавам текстови за народни песни. Првата соработка ми беше, мислам, нека 85-та, 86-та или 87-та година, така, со Пелагонички бисери. Првата плоча, така тоа се вели, ја имам уште дома. И со Стојан Трајковски соработувавме, и со Мицевски, и со сите што беа во Пелагонички бисери, прекрасни луѓе и прекрасни музичари. И потоа се јавија можности на Макфест, на Баландово, соработував со одреден број на луѓе. Овде ќе издадовме еден авторски албум при крајот на 80-тите со Гром, со Раде Стаматов, во забавната музика. И негде од 90-та година за детската песна започна таа ренесанса на детската песна со Сидо. И тогаш започна мојата соработка со Миодраг Нечек, Микс, мојот добар пријател и многу квалитетен автор и човек нормално, со брат му, Маријан. И после си се тркалаше работата. Јас во социологијата има еден начин на истражување, вели принцип на снежна топка. Ќе направиш една мала топка и ќе се тркалаш и така стане голема топка. Така да јас си напишав една песна и си ја тркалав и стана, дојде до преку 250-300 песни кои што ми се објавени на носач на звук, кои што се пееле или се пеат и кои што се заштитени во ЗАМП. Кога ќе се спомне културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, не може да не се спомени и вашето име. Исто. Добро, јас сум еден од членовите. Исто така и кореограф на многу постановки. И тоа е интересно дека од година во година се повеќе млади доаѓаат и се членови на ова културно-уметничко друштво, кое во секој случај е репрезентација на Битола како град, но и на македонското културно и фолклорно богатство од овој крај.
Бидејќи споменавте дека сте љубител на народната песна, и сега малку да се навратиме на работата на ова друштво од ваш аспект и вашето действување во неговите рамки. Па вака, Илинден, ја се кажувам, Илинден е бренд на Битола. И сега е модерно да брендираме се и се што, така да ја веќе речеме, Илинден е бренд на Битола. И тоа го мислам дека сум сигурен во тоа. Не од и Валентин бил член на Илинден, туку заради тоа што илјадници битолчани членувале во Илинден. Илинден било место каде што се другарувало, каде што се работело, каде што се создавало, се креирало. Илинден било место и е каде што се учи животот. Илинден бил прозорец кон светот. Мој, за мене лично, да речем, јас сум бил во преку 16 држави од светот преку Илинден. Иначе лично не би имал можност самиот да го плаќам тоа и да го видам. Така да Илинден од 1955 званично кажуваат дека почнал со работа како младински актив, а имало и пред тоа активности, така да до денес илјадници млади луѓе таму созреале, таму го оставиле своето детство, својата младост, најубавите денови, таму се заљубувале, оттаму си земале жени, мажи, другарувале. До ден денес, еве да кренам телефон, за 1 сат овде ќе соберат илинденци, одма се што треба, оруак, да се заигра, се запее и така натаму. Од Илинден произлегле голем број на квалитетни стручни лица, многу домаќини, фини луѓе кои што го сакаат фолклорот, кои што ја сакаат Битола, ја сакаат Македонија, и ја пропагирале, и ја, како да речам, ја ширеле вистината за Македонија ширум светот. Така да Илинден е местото каде што јас учев, пораснав, созреав, работев и ден денес поставувам работи. Значи, таму сум негде, започнав во 1976 година, секогаш го кажувам досадно е, меѓутоа, еве, оти на таа возраст децата тешко може да се однесат во, да речем, и да бидат активни, константни во нешто. Тогаш прв пат ме однесе дедо ми, Бог да го прости, во Ангел, и рече, ке бидеш играорец, и почнав да одам. И после кој ќе требаше за напроба, мајка ми ме бркаше низ ширината таму во Генимале, кајнакот, кај што го викаат. Оти сите деца играе фудбал, јас требаше да одам на играорна. И немаше проблем. После цела улица се зачленија. Таму моите другари, Пеце, Коче, Нуне, Кире, Цане, сите. Па донесов и други другари таму и така натаму. И сите стана прекрасни луѓе, прекрасни игрорци. Потоа, негде беше 1986 година, ми дадоја група да водам од детски ансамбл, па таа група убаво се развиваше. Таа група фактички доби награда, детскиот фолклорен ансамбл доби награда 4 ноември за активност во 1987 година. Многу квалитетна група која што ја селектирав отидов во училиштето Даме Груев. Знаете дека за Илинден главно извориште е училиштето Даме Груев. Генималското училиште, и таму отидов и прошедав низ училници, кој сака да се запише, и се јавија преку 120 дечина. И од тие 120 дечина, после 2-3 месеци, јас ги одбрав 25-6 тука со селекција. Првата селекција, одличен ученик да е, после да знае да игра и така натаму. И таа група фактички стана скелет на Илинден до денешни денови. Од таа група и денешниот уметнички раководител Александар Стефановски. Од таа група си многу други успешни луѓе и така натаму. Значи, откако го најдов рецепто како, после кога се вработив професионално, на секој 2-3 години таква селекција правев и си имаше групи, елитни, би рекол сега елитни, најквалитетни групи на одредена различна возраст. Во детскиот ансамбл, во младинскиот, во главниот ансамбл. Значи, 86-та ја почнав со таа работа. Тогаш беше председател Антонио Димитровски, тој ми даде шанса тоа да го направам и му сум благодарен. Во 1990 година ме вработија преку Министерството за, односно тогаш преку Општинскиот СИЗ за култура, така се викаше, СИЗ за култура, ме вработија во Илинден како уметнички раководител и административно-технички секретар, па таму бев професионално ангажиран до 1997 година. Од 1997 до 2002 работев во фестивал Илинденски денови, тогаш беше установа за народна култура Илинденски денови. Исто му сум благодарен на господинот Кире Танчевски, Бог да го прости, тој е покоен, кој што имаше визија за фестивалот и кој што беше прекрасен човек и кој што ми овозможи таму, кога тој се пензионираше, јас да продолжам заедно со Љубе Станковски и Сонја, кои што беа во установата.
После од 2002 до 2006 работев во музеј, од 2006 сум овдеки во Центарот за култура. Значи, Илинден се провлекува низ цела моја, да речем, и професионална и аматерска работа. Секоја година со Илинден, кога имаат потреба, ми се јавуваат што треба. Јас стојам на располагање, подготвуваме нови кореографии, подготвуваме сценски адаптации. Така да, иако во последниве години повеќе сум насочен кон сценските адаптации на традиционалните игри и песни, заради тоа што констатирав дека фактички неправилната обработка и стилизација на одредени содржини фактички можат и да го наградат изворното и да го уништат. И затоа сметам дека новите генерации треба да се задојат со она што е најизворно, за да можат да најадекватно, за да можат да творат во тој стил понатаму и да си го зачуваат. Например, да се зачува беранчето такво како што се играло. Кај беранчето нема што да модифицираме и да надоградуваме. А кој сака нова игра, може да се измисли нова игра, како што се измислил рок-н-ролот, како што се измислил твисто или не знам, разни други игри, така, кој што сака нека се измислува. А традицијата треба си остане традиција. Беранчето, пајдушкото, тешкото, чамчето и така натаму. Значи, тоа е мојата. И така, во Илинден на тој начин си се развива. Она што мене ми е доста интересно е поставувањето на Моштенскиот собор, мора да го споменам. И ова година, односно минатата година на јубилејот на Кути Илинден, ја поставивте најновата кореографија Охридски староградски игри. Да. Колку има истражување, колку работа, мислам, иако вашиот професионален ангажман е како етнолог и сето тоа да го истражувате, да ги најдете корените, како се играло порано, па сега да го прикажете адекватно на сцена, но мислам, вака гледајќи го сето тоа, дека прилично имам доста работа околу тоа и ангажирање, не само за сценско поставување, туку и наоѓање на правите реквизити во смисла на носија. И сето тоа, бидејќи малку сега, новите времиња направи една поинаква тенденција. Точно. И поинаку потешко се наоѓаат вистинските реквизити. Се потешко. Па вака, за моштенските веќе ќе се зафатиме. Јас се сретнав со моштенските игри негде 90-тите години и за прв пат тогаш ги видов, односно се запознав на сцена на Илинденски денови на генералната проба на фестивалот, групата од Кравари, мислам дека беше, и ја водеше Митацо, Димитар, мислам дека се вика. Митко си го викаат тие, професоро Митко. И тогаш што ми објаснуваш, јас го прашував од кај се овие ора, што се овие оти. Човек играорец, пораснат во градско друштво, кое што претежно стилизирани, обработени игри игра, и додека, за разлика од другите друштва, во Илинден имаше и изборни, меѓутоа претежно стилизирани. И кога се сретнав со нив на фестивалот, баш ме интересираше и ми одржа цело предавање, Митко, и благодарен му сум. И од тогаш почнав да ги истражувам. Меѓутоа, активното истражување на Моштенскиот регион започна негде во после 2004-2005 година, меѓутоа најповеќе започна нова иницирачка каписла беше кога мојата сопруга се вработи во 1999 или 2000, мислам беше, во селото Гермијан. И често одев таму, се среќав со луѓето и тогаш фактички ми се јави таа желба тие ора уште повеќе да ги истражам. А инаку треба да кажам за публиката дека фактички моштени се вика населението кој што живее во Леринско поле, ама претежно во пограничните села, овде да речеме дел има во Кременица, ама претежно Гермијан, Бааче, Живојно и Сович. Фактички тука е границата на Леринско поле и после нагоре Битолско поле. Значи, тоа е етнички регион Леринско поле. И населението што си живее таму си се викаат моштени. Има во литературата зошто се викаат моштени и така натаму, кој сака може да прочита. И многу специфична култура, многу интересни луѓе, со своји специфични обичаи, своја носија, свој идентитет, своја гордост, своја љубов кон изворното, кон својата култура и така натаму. Така да тие моштени дури до средината на 50-тите, 60-тите години од минатиот век не се мешале со полјаните или со мајровците или мариовците. Тие велеле нашата руба,
Тие немаат како нашата руба, немаат како нашите песни, ние тука ќе си се земаме во нашиот род. Дури негде после колективизацијата, негде 50-тите, 60-тите години почнале да се мешаат. Меѓутоа си ја задржале својата култура и добро е тоа. Така да негде во 70-тите години, после 74-75-та, нивните групи настапуваат на фестивал Илинденски денови. Јас ги имам тие снимки во архивата на Илинденски денови, ама само аудио снимки. Тоа е една прекрасна музика, прекрасни ора и благодарност на тие групи фактички ората екзистирале. Меѓутоа, 80-тите години веќе тие групи почнале да стагнираат и почнале да пропаѓаат. Така да денес само постарите ги знаат нивните ора и затоа мислам дека ова беше добро што истражувавме и што ја направивме таа мисија, што интервјуирав голем број на луѓе од Гермијан Бач, Живојно, луѓе кои што биле играорци во тој период, а и што не биле, што ги знаат песните и ората и фактички тие ми ги дадоа сите информации. И мојот ментор Владимир Јаневски инсистираше баш да го обработувам Неринско поле и му сум благодарен за тоа, за магистратурата. И фактички мојата магистратура беше есценска адаптација на традиционални игри и песни од Неринско поле. Фактички тоа се моштените. И кажав дека од 2005-2006 нагоре веќе наваму, кон денешно време, бај ги истражував. Во тој период негде, не се сеќам точно која година, е снимена и документарната емисија Моето оро, каде што главен е Димитар и одредени инструменталисти од Живојно и од Бач. И тоа е добар документарен филм, кој што мислам дека треба да го... кој што е влюбеник во оваа работа да го види. И тоа е тоа. Фактички на тој начин јас стигнав до податоците за моштенските игри, моштенските песни. Па од тоа истражување излегоја и направив една сценска адаптација на лазарски песни од Гермијан, Живојно, Бач. Реков моштенските. Направив и една стилизација, обработка на тие ора, за да му ги приближиме на младата генерација малце. Меѓутоа, уште сметам дека изворното е најдобра работа. Сега, кој е бенефитот од сето тоа? Бенефитот е во тоа што, истражувајќи, најдов на голем број аудиоснимки, видеоснимки, ги открив изворните чекори, автентичните кои што ги играле во 70-тите години, а кои што се потврди дека биле тие. И сега денес, например, доколку сакаат, луѓето од Гермијан Бач, Живојно, новите генерации кои што не ги знаат, можеме да ги научиме. Имајќи во вид дека мојата сопруга работи таму, така да тие чекори веќе се играат во Илинден, се играат во ансамбло Македонија од Скопје, се играат во ансамблот Орце Николов од Скопје, веќе ги расширивме. Добро беше што одредени носи се зачуваа, па сега ги има во Илинден, таму уште повеќе ќе ги чуваат. Оти знаеме дека забот на времето си работи, биологијата е таа, старите луѓе си починуваат, си умираат, па кога ќе умрат старите носиите, домашните или не знаат што да прават со нив, или ќе имат молци па ќе ги фрлат или ќе ги изгорат, наместо да ги однесат во институција. Времињата веќе се менуваат. Тоа што се носеше вчера, веќе денес не се носи. Некој сака да си чува дел од облеката, некој не сака да си чува. Јас би дал совет на сите оние кои што имаат традиционална облека, а кои што сакаат, например, или да ја фрлат или да уништат, подобро нека однесат во музеот, во Битола, нека однесат во некој културно-уметничко друштво, нека му ја подарат. Така една баба велеше, кога му е даде носијата на мојата сопруга да ја донеси во друштвото, нека се радува носијата, нека се игра, нека да не седи така. Ако се навратиме колку труд е вложено во изработка на носијата, колку ноќи се не проспиени, ако се читат тие стари фермани што кажуваат. Меѓутоа, новите генерации доаѓаат и забораваат дека некој сам ја изработувал таа носија пред 100 години. Невестинска руба и така натаму, везење и сите тие работи и се фрлаат носиите. Барем вака, дај му ги нека играат децата со нив. Ке се навратиме на вашата работа како етнолог.
верувам дека ви интересира сето она што се случува на македонскава почва, што се однесува на етнологија и на тоа историско-културно богатство. И бидејќи скоро се одбележа датумот на мајчиниот јазик и ќе обрнам повеќе внимание на седомосминскиот такт. Јас кога првото нешто што ми паѓа на памет е тоа е звукот на Македонија. Како да се заштити тој наш звук и јазик на некој начин? Интернационално, меѓународно. Па вака. Мислам дека треба младите генерации, најлошо е човек да мисли дека се почнува од него. Тоа е најлошо. Значи ништо не почнува од мене или од вас или од некој друг. Претходно имало нешто друго кој што ве инспирирало. Така да младиве генерации кои што сакаат да навлезат во овие проблематики мора да анализираат и да прво да прочитаат што има во архивите, што има во библиотеките, за било што. Дали е тоа за ората, дали за песните, дали за... Оти, еден пример ќе кажем. Во 1947-48 година се одржале првите фолклорни фестивали во Штип, односно Битола и Скопје. Сега, јас многу барав податоци за тие фестивали. Дури во Илинденски денови најдов една брошура, меѓутоа после ми ја немаш, ја загинав и така натаму, не знам каде ми се изгуби. И сега, барајќи на интернет, например, анализирав на филолошкиот или филозофскиот факултет во Загреб, гледав што книги има. И најдов дека имаат фактички книга од тој период, од фолклорните фестивали во Штип и Битола. Значи, низ едно истражување, открив дека во Битола нема, пример, не можев јас да најдам. Во Македонија, пример, не ми беше достапно, најдов во Загреб, во Хрватска. На мејл му пишав, ја замолив таму господјата кој што ги чува книгите и таа ми рече, нема проблем, ми ја ископира во боја на нивна сметка и ми ја испрати, ја имам книгата за тие фестивали тука. Што значи, да не мислиме дека се почнува од нас. Да се вратиме да видиме што сработеле луѓето во тој период. А има многу сработено. Има многу песнарици, има многу запишани обичаи. Во една, како да речам, некој ги смета на времето кога беше во социјализмот, ќе речеа што напиша, напиша монографија, пример, за логоварди, за новаци. Што е то што е то се напишал некој монографија за некое село, да речем и така на тоа. Меѓутоа, тоа е многу битна работа. Например, јас најдов една монографија за Бач. Сега во момент не можем да се... Ѓорѓи, мислам дека Лазаревски, да. Па прекрасна книга. Прекрасна книга, јас не го знам, не си имам видено со човекот. Мислам, може би се знаеме. Меѓутоа, толку многу податоци напишал. Толку податоци внел во таа книга. Па лавда мој, тој споменик му направил и на Бачи, на Гермијани и треба тој човек да се почитува. И ние како... Јас се не сум, релативно сум млад, 50 години, меѓутоа, јас треба да кажувам за тоа. А вие помладите уште повеќе да кажувате и да ги мотивирате. Например, нека се направи монографија за Генимале, за пример, за Бајро, за Центарот, за одредена куќа на Широксокак, кој ја изградил, како изградил и така натаму. Значи, ако сакаме нешто да зачуваме, мора да тргнеме од коренот. Најстара литература, да реобјавиме нешто, сето тоа да се има адекватно архивирано, дотерано, за да можат луѓето да го научат нешто. Например, сега да речеме дијалектот во моштените фативме. Дијалектот кај моштените е многу специфичен. Тој треба да се обработи. Може би некој веќе и го обработил, меѓутоа ние сега не знаеме, немаме податоци и така натаму и ќе кажуваме дека не е обработено. Таму има уште возрастни жени и мажи кои што можат да ви зборуваат на тој дијалект. Тие сега треба да се снимат. Целото да се обработи, да се направи една мала книшка ваква, и влеговте во историјата. Го зачувавте дијалектот на моштените. Пример. Или битолскиот дијалект. Многу карактеристичен. Јас, еден мој, односно пријател на татко ми, работеше на таа тематика, цела книга има објавено. Тоа е прекрасна работа. Значи, на тој начин се штити јазикот. Се штити со тоа што се архивираат работите, се документираат и се чуваат за едните генерации. Има и еден друг начин на пренесување, кој што културно-уметничките друштва, да речеме, се главни носители на таа работа. Тоа е, јас го кажувам како живо екзистирање на традицијата.
На кој начин? Го истражуваме орото, пример старското оро во Живојно или во Баџево Гермијан, и то старско оро со сите елементи, со сите украси и така натаму, му го пренесуваме на Илинден. Илинден, друштвото, односно играорците, имаат обврска да го пренесуваат така, ништо да не го дотеруваат. И така да го пренесуваат на идните генерации играорци. Тие играорци од Илинден може да се вратат во Гермијан, во Баџево Живојно, да ги научат новите деца како играле нивните дедовци. И тоа така ќе си живее, живо ќе си екзистира. Верувам дека во текот на вашиот живот, со оглед на тоа колку имате сработено, колку имате позади себе багаж, претпоставувам дека сте имали одредени предизвици. Како сте се бореле со нив? Многу треба енергија за да се справите со лошите мисли. Лошите мисли може да ви ги поттикни секој. Например, еве, создавате одредена песна, едно оро, и некој ќе ви речи нешто, па одма се надвиснува тешка мисла, па ве разочарува, па идите до фаза да прекините со нешто и така натаму. Меѓутоа, јас никош не сум дошол до таква фаза да прекинам нешто. Мене секоја критика, секој разговор ми е нов мотив за да се докажам. И на овие години, да речеме. И така натаму. Уназад јас сум имал една стратегија да ги ислушам. Боже би, менталитетот ми е таков. Да ги слушам мислењата на луѓето, за тоа што, еве, например, за книгава. И да имате критики, и да имате добри работи, јас сакам да слушнам. Критиката секогаш сум ја анализирал, дали е субјективна, објективна, дали е злонамерна, незлонамерна, и тоа ме поттикнувало да продолжам потаму. И секогаш сум настојувал секој мој неуспех да е линијата од кај што се почнува наново. Значи, секој крај е нов почеток. Ова е банално, може да го кажува, меѓутоа така е тоа. Повод да се слушне повторно. Да, секогаш. Значи, секој крај е нов почеток. Само тоа е позитивната енергија ви ја дава. Оти ако влезите во негативни мисли во скраја да ешуваат старите лошото, не може никогаш да успеете во творештвото. И треба да знаете зашто ве бидва, а зашто помалку ве бидва. Значи, за некои работи повеќе ве бидва, за некои работи помалку ве бидва. И да го надоградувате тоа што ве бидва, кај што се полоши, ако можете да... Оти секој не може да биде играорец, пример. Еве сега јас со 120 килограми не можам да играм на сцената, ама можам да ги научам дечината да играат. Кога сум бил помлад, сум бил послаб и сум играл. Се работеше во 80-тите години, јас многу го сакам театарот и додуше ги сакам оние представи кои што не се толку алтернативни. Традиционалист сум и така натаму, меѓутоа го сакам театарот. И во тој период ми беше предизвик. И седнав за една недела, две, напишав една представа која што мислев дека е еден текст, уствари не представа. Еден текст кој што мислев дека е добар. На таа возраст, една комедија лесна. И не е битно со кои луѓе од театарот контактирав и му однесов текстот и му ве молам, прочитајте го, па ќе ми кажете. Помина еден одреден период и не се ува, ај реков јас додам да видам. И отидов кај личноста што му го дадов текстот и го изваде и рече, бе го раздедав јас текстот, меѓутоа пишуваш ти други работи, поезија, она, пишувам, мувам како не. Па пишувај си поезија. И јас тоа го сватив позитивно. Тоа е на насока, демек. Пишувај си поезија. Ја следевте емисијата Кирилица. Довидување до следното издание.